Македонија и македонците не се случајни, не менува ништо дали извештајот во Европскиот парламент ќе се усвои ова или некоја следна недела. Она што е најважно е дека од вистината не се бега, само прашање на време е кога ќе излезе, а полека излегува во европските институции, порача во гостување на Алфа вице-премиерот и министр за транспорт Александар Николовски. Според него ова се историски работи кои остануваат непроменети. Извештајот е коректен, би рекол. Нема во извештајот ништо што е надвор од вистината или ништо што не соодветствува на реалноста. Само го потврдува оно што сите го знаеме, дека Македонија и македонците не се случајни, не се случајно тука, не се вештачки создадени, не се насадени на Балканот, туку имаат долга многовековна традиција која што на сите ни е позната. Одредени други сакаат да ја негираат и да речат дека тоа не е така, но како и секоја друга вистина и оваа излезе. Само бугарските европратеници се незадоволни од извештајот со кој во Европскиот парламент ќе се зацементираат македонскиот јазик и идентитет и преку амандмани бараат да стои сегашен јазик и идентитет, што е неприфатливо за македонската влада. Според Николовски, добро е што е променета политиката на надворешен план. Вели тоа е голем историски исчекор. Нашата позиција станува афирмирана и призната, иако пред државата е голем и долг пат. Вели годините на предходната влада биле години на национално понижување кои не смеат да се повторат. Тие години треба се подсетник и предупредување да не се случат истите работи во годините кои што доаѓаат пред нас, односно мора да сме сите внимателни да не се повторат такви анационални ликови кои што би воделе држави, кои што би имале клучни државни позиции. За среќа тие години сега се позади нас и има влада која што е би рекла патриотски насочена и која што ги брани националните интереси. Инаку Бугарија повторно го злоупотреби фактот дека е земја членка на Европската Унија па успеа да издействува одложување на расправата во Европскиот парламент за извештајот на Македонија за 24 јуни. Главниот известувач за државава Томас Вајци покрај тоа што кажа дека цврсто стои за она што го подготвил, им даде 20 дена на бугарите да ги кажат своите забелешки. Тој ги демантираше и обвинувањата од бугарска страна дека бил пристрасен и подметен од Македонија. Сите сведочевте дека имаше бројни интензивни политички дебати за овој извештај. Јас морам да кажам дека апсолутно зад мојот извештај. Сите пратенички групи беа ангажирани во врска со преговорите. Сите групи учествува во формирање на овој компромис. Ова извештај на Европскиот парламент и Европската Унија. Вајц предходно порача дека македонците се македонци, а македонскиот јазик е македонски, побара конструктивност и поддршка од европратениците за извештајот за напредокот на земјава. Ваквиот документ е доказ дека во Европската Унија веќе има различни гледишта и дека се прифаќаат македонските аргументи, дека тоа што го бара Бугарија е неосновано и непримерно. Тоа се должи на дипломатската офанзива на македонската влада која од доаѓањето на власт јасно ги пренесува цврстите позиции дека државата не може и не смее да потклекне под бугарските уцени.